Спонзорирано од Кафе Портал. Роберт, најпрво ти благодарам што издвои време за овој разговор, кој би сакал да започнеме со она што е најактуелно. Пелистер волеј во првата женска одбојкарска лига во Македонија. Какво е чувството да се биде дел од тоа? Прво благодарности на вашата покана. Драго ми е што сум гостин на вашата емисија. Чувството да се биде во прва лига државна е прекрасно. Зошто? Затоа што ние сме град втор по големина во Македонија и редно беше време и овој колективен спорт да го добие своето заслужено место во првата државна лига на Република Македонија. Ние досега работевме како клуб исклучиво со младинските категории школи, пионерки, кадетки и младинки, но мислиме дека сме на прав пат и во прав момент пријавивме учество во првата лига. Сметаме дека сме доволно подготвени, сериозно работиме, посветено работиме. Екипата и покрај тоа што е премногу млада, како што кажав, негде просек од 16,5-17 години, таа е компактна екипа која работи подолго време заедно, некаде 3-3,5 години. Тие се познаваат добро меѓу себе. Како што кажав, добро, квалитетно работиме и напредуваме во секој можен сегмент. И сметаме дека не погрешивме во овој наш чекор да пристапиме кон првата лига. Така, како е да се води најмладата екипа во лигата? Можат ли да се носат со оние поискусни играчи? Ево сега пресен пример е првото коло од лигата кој беше во петок во Тетово. Ние бевме гости таму на Универзитет Тетово, така се вика таа екипа која што е ново формирана само по своето име. Инаку тоа е истата екипа на Шкендија. Самите знаеме што значи брендот Шкендија во спортот во Република Македонија. Тоа е една искусна екипа, составена од далеку поискусни одбојкарки од оние кои што ние ги имаме на располагање во овој момент, но екипа во која што знаевме неколку поединки, но во целост не ја познававме. Инаку Тетово е еден град кој што живее за одбојката, онака како што досега Битола важи едно непишано правило дека е град на ракометот и на фудбалот, секоја чести така е и така и ќе остане и понатаму. Се надеваме дека и ние ќе се наметниме како колективен спорт, зошто да не биде тогаш и град на одбојката во Република Македонија. Притисокот беше преголем да се издржи во Тетово. Зошто тоа го велам? Затоа што на час пред пристигнување во Тетово, кога се слушнавме со одговорните лица, салата веќе беше пред време полна, беше полна до последното место, имаше многу публик која што живее буквално за одбојката. Жешка атмосфера, тежок терен, најтешкиот во Македонија и во младинските лиги кога досега сме настапувале, тоа беше еден од најтешките терени во Македонија. Се носевме рамноправно со противникот и можам да кажам повеќе од рамноправно и покрај тоа што беше поискусен. Водевме до третиот сет 2-1 беше наша страна водството и таман помисливме дека ги имаме трите бода на гости, што ќе беше за нас нешто фантастично за почеток и за старт, но на крајот успеавме само да завршиме со пораз од 3-2. Само велам со пораз затоа што пораз од 3-2 во одбојката значи бод во гости, што не е мала работа за една екипа неискусна и млада како нас. Со ова можам да кажам ни порасна амбициите и апетитите понатаму, видовме дека можеме да се носиме уште на самиот старт. Девојките се истите тие кои што се такмичат во младинската лига. Денес имавме прв турнир во младинските лиги, бидејќи младинската лига, младинските категории се одвиваат на турнир систем, додека сениорската лига нормално си е лига систем. И за само еден ден ние денес имавме повторно надпревар. Се покажа дека девојките се зрели, дека имаме физички сме беспрекорно спремни. Денес поминавме глатко како еден полесен тренинг на денешниот надпревар против Виола волеј од Велес во младинската категорија. 25-7, 25-12 само говори колку бевме ние внесени во овој надпревар и колку воопшто не играше улога поразот од пред само еден ден. Сметаме дека во младинската лига имаме големи амбиции и сме сериозен конкурент за едно од четирите места, исто како и ланската година. Со оглед на тоа што екипата на Пелистер волеј е најмладата екипа во лигата, колку е потребно да се работи на тој психички момент кај одбојкарките?
колку е потребно, секогаш е потребно во спортот, апсолутно ние се залагаме на тој психолошки дел, работиме, верувајте, уште од најмладите нивни, од млада возраст, значи уште од кога се пионерки. Ги подготвуваме од старт како да треба, ајде нека звучи нескромно, да се борат за некоја шампионска титула на некоја поголема сцена во Европа или во светот. Зошто тоа го говорам? Затоа што сме сериозни, имаме сериозни амбиции и не сакаме да створиме клуб кој што ќе биде површен и само за година-две на нашата сцена. Ние сакаме да створиме силен, моќен Пелистер Волеј кој што ќе трае и ќе биде препознатлив бренд на сцената на Република Македонија. И досега се покажува дека сме успешни, затоа како што ви кажав, на овој надпревар се покажавме доста зрели, верувајте дека многу машки екипи би подклекнале на ваков притисок. Секоја чест за девојките, толку голема храброст не очекував ни во најдобрите денови. Така, да позборуваме малци за останатите категории кои ги водите. Имате екипи во сите останати лиги, пионери, кадети, младинци. Минатата сезона кадетките освоја второ место, ако не се лажам. Каков е капацитетот на Битола со младите одбојкарки? Капацитетот е огромен, растиме од ден на ден, верувајте, на наше изненадување не сметавме дека со оваа динамика и брзина ќе одиме напред. Првично беше замислено дека ќе пријавиме оваа година само млади категории, пионерки, кадетки и младинки, со тоа што новината ќе беше само пионерки. Базата на Пелистер Волеј пионерките е најбројната база, значи најголемото членство го влечиме од тука. Тоа е нашата иднина и таму ги насочуваме сите сили дури уште од сега, затоа што сметаме дека покрај тоа што имаме бројност во членството, веќе вршиме и селекција по висина, по квалитет и така натаму, што понатаму секако ќе вроди со уште поголем плод. Како што кажавте, во кадетска конкуренција сме вице шампиони на Македонија, лани го загубивме првото место тука токму во Битола. Во финалето несреќно се повреди еден од нашите подобри играчи, но нема зашто да жалиме. Лани беше исто така прва година на сцената за кадетките. Се надевам дека оваа година во најмала рака ќе го повториме резултатот и нема да бидем нескромен, ќе кажам дека ќе атакуваме на највисок пласман и со нив. Се работи методично, базично со сите екипи, во 3 различни сали работиме во долната гимназија, работиме во економско и во медицинско напоредно, 4 тренери, посветуваме колку што е можна повеќе внимание. Работиме базично во лето и во зима, припреми редовно, значи работиме теретана исто така, за многумина можеби е тоа новитет, но во спортот нема најниска граница. Овие девојки кои што ви ги спомнав сега, кои што се сениорки, односно младинки, во некои од нив дури и кадетки, помина еден циклус на теретана. Стручно и посветено, внимателно работиме, не теретана како што многумина замислуваат, него оние кои што работат со другите клубови добро знаат, спортска теретана, за која што е задолжен професорот Владимир Трифуновски, кој што перфектно се извршува својата задача и се покаже дека физички сме беспрекорно спремни за старт на оваа сезона. Има ли Битола квалитетен кадар да даде можеби за предводење на македонската репрезентација? Не би сакал натаму да го одиме разговорот, иако можеме да се пофалиме со тоа што имаме ние веќе една репрезентативка од младинките на Пелистер Волеј, прва во историјата на град Битола исто така, која што се покаже во едно феноменално светло во Биелина на Балканијадата во Биелина и покрај тоа што Македонија не е така силна репрезентација на сцената на европската сцена или на светската сцена, сепак гордост е да се каже дека имате во редовите поединец кој што на оваа Балканијада на надпреварот со Србија, кој што важи за актуелен европски шампион во млади категории, беше носител од нашата страна по статистика, најдобриот играч статистички на надпреварот со Србија, актуелниот шампион. Тоа само по себе говори колку посветено работиме и какви кадри ние имаме. Исто така имаме и амбиции најава дека ќе имаме и повеќе играчи во наредната година кои што можат да се носат во репрезентацијата, носат својата одговорност во репрезентацијата. Се надевам дека ќе успееме и во тоа и секако тоа дека значи тоа е капитал, тоа е за нас потврда за нашето успешно работење. Секако за пофалба и фактот што екипата е сочинета само од одбојкарки од Битола, но би сакал да те прашам, можеби ќе звучиш и нескромно, но каде се поставени амбициите за оваа сезона? Какви се вашите очекувања? Да, како што кажавте, значи нашиот клуб работи исклучиво со девојки кои што доаѓаат од нашиот град и таа е нашата заложба и така во иднина да продолжиме. Тука се гледа нашата работа и тука само можеме да се истакнеме и ние како тренери, бидејќи ние сме млади како тренери. За многумина непознати на македонската сцена, но верувајте дека за брзо ќе дознаат за нас, ќе звучам нескромно, зашто веќе говорат самите резултати, како што кажав претходно.
Нашите амбиции оваа сезона нема да водам негде кон врвот, но се надевам дека можеби ако вака продолжиме како што почнавме и она што го видовме на првиот надпревар, дека можеби би избориле пласман некаде во средината или евентуално максимум да биде во плейофот на Република Македонија, но апсолутно не се оптеретуваме со тоа, тоа ќе биде само добре дојдено. Првично сакаме да стекнеме едно големо искуство кое што за нас секако во овој момент е неопходно. Каков е квалитетот на останатите екипи во лигата и каде очекувате да биде можеби најтешкиот надпревар, тој што можеби ќе биде и пресуден можеби за пласманот на крај? Па вака се малку тоа е дискутабилно, зошто кажувам, затоа што има некој непишано правило, оној дел Скопскиот рајон и Тетовскиот секогаш водат, тука и струмичките екипи се доста добри, квалитетни. Верувајте, некаде по квалитет се сите тука некаде, одскокнуваат само по неколку девојки во секој клуб, но жешко ќе биде со новајлиите. Зошто велам така? Затоа што и тие немаат некој оптеретување да се борат за некој пласман. Конкретно сега на редниот надпревар во сабота го играме во Битола против екипата на Наковски волеј од Струмица, кој што е исто така нова екипа и во возраста е некаде рамна на нашиот клуб. И сметам дека тука ќе биеме правата битка, но нема да се дадеме и на оние поискусните екипи. Мислам дека тешко ќе поминуваат со Пелистер. Така, со оглед на тоа што може да се каже дека младата екипа се уште и вие како млад тренер, која е она порака што би им ја испратиле вие на најувачите да дојдат да ве бодрат во салата? Па на најувачите би им порачал една порака да дојдат да не бодрат, да видат дека има нешто друго, нешто ново во нашиот град. Искрено кажано, ние сме задоволни ланската сезона во младинската лига, бевме доста посети, значи салата беше речи си секој надпревар полна, што е за пофалба, бидејќи сепак тоа се само една млада категорија, значи младинци, како ретко кој друг може да се пофалиме и се надеваме дека во тој континуитет, а зошто не и повеќе, да продолжат да доаѓаат и да не бодрат, да видат дека и овој спорт како колективен спорт е нешто интересно за гледање. Тука има доста динамичност, овде има многу поени во еден надпревар, значи нема застанување, нема чекање некој да освои поен. Динамичен е спортот, одбојката не е како некогаш издигната на едно повисоко ниво, се игра доста брзо. Оние кои што ќе дојдат ќе се уверат во ова што го говорам. Така се надевам еве и јас дека одбојката ќе се пробие како еден спорт во Битола, бидејќи и вие рековте од секогаш се знаело дека во Битола е фудбалот, ракометот, но би требало, мислам и дека заслужува со резултатите веќе што ги имате и одбојката да го добие своето заслужено место во градот. Да. Се надевам дека така ќе биде. Зошто да не? Ние сме еден спортски град, треба да се покажеме на секој поле, а се гледа дека тука имаме навистина шанси и зошто да не биде така. Така, Роберт, јас ќе ти се заблагодарам еве за овој разговор. Ќе ти посакам и тебе лично како тренер успех во твојата понатамошна кариера, секако големи успеси и на твојата екипа и секако да се радувам и на златни медали на Пелистер волеј. Дај Боже да е така, меѓутоа сепак ќе потенцирам апетитите, амбициите растат, тоа колку што е добро, толку и лошо, бидејќи сепак ние сме млад клуб, сакам само трпеливо да работиме, накотрпно, напорно, резултатите ќе дојдат сигурно, нема да изостанат, но нема да атакуваме на резултати уште одма, уште веднаш, затоа што како што кажав, млади сме на сцената, сакам пополека, дисциплинирано да се градат нештата, работите, не сакам да прерасниме преку ноќ, затоа што не ги сакам брзите работи, на брзина се да се случи. Треба да си биде се со време како што треба.